Љубовта е слободата, убавината на природата. Хоризонтот кога се гледа тој ослободува секаков замор. Навечер кога ќе се пристигне од надпревар, попладне навечер, многу пати дожд ваѓа, ама љубовта тоа искиснуваме до гола кожа вака. Јас до пред година две што се вели такмичев во категоријата најстара што имаше. Ориентацијата, поточно спортската ориентација е, можам да речем слободно, единствениот спорт каде што во исто време на исти надпревар може да се надпреваруваат сите членови од семејството, значи од дедовци, баби, па родители, па и деца. Кога еднаш ќе ја засакаш и ќе влезе ориентацијата во семејството, тогаш слободно можеме да кажеме дека веќе нема крај. Единствено потребна е љубов кон природата, без страв да приоѓаш кон запознавање на нови терени, пред се кондициона спремност и добро читање на карта. Мојот прв надпревар беше во Крушево и го истрчав на 2 години. Само 2 годинки имаш? Да, Кое место го освои? прво место. Сега колку години имаш? Сега 7,5. Постојано тренираш ориентација и трчање? Да, постојано е тоа. Со кого тренираш? Со другите, со Златоврв и со мајка ми најмногу. Овој надпревар ќе биде 3-дневен надпревар, денес е спринт патеката, ги очекуваме гости, односно надпреварувачи од 11 земји. Стартот ќе биде во 4 часот. Патеките ќе бидат долги од 1 километар до 3,5 километри. Надпреварувачите треба да бараат контролни точки низ центарот на градот со помош на мапа и на компас. Утре продолжуваме на Прилепско езеро, каде ќе се одржи долгата дистанца, додека во понеделник на Маркови кули, каде ќе биде средната дистанца и она финална трка за резултатите. Значи резултатите се собираат од сите 3 дена заедно. Имаме учесници од 4 до 75 години. Ова е спорт за целото семејство. Категориите започнуваат од деца до 10 години, се до 75 години, вклучувајќи она елитната категорија, машки и женски 21, каде што се бара најдобра подготвеност. По трет пат сум во Македонија на овој надпревар. Доста е забавно тука. Во Белгија немаме вакви терени. Ориентацијата е трчање низ различни терени и затоа тука ни е многу убаво. Ориентацијата во Македонија е се уште млада. Сакам идната година да дојдеме повеќе луѓе тука и да придонесеме таа да се развива. Спортистите знаат да трчаат, но им треба техника. Кај нас ориентацијата се учи на училиште и нема некој што не е запознат со неа. Јас се занимавам со ориентација 1 година и спортот е прекрасен. Што е она што те привлекува кај ориентацијата? Ориентацијата е планински спорт и треба многу енергија. Тренинзи колку пати неделно тренирате, каде? Неделно скоро секој ден и тренираме на могилата на непобедените. Многу треба да тренира, бидејќи ако нема конкуренција, нема да има добро време во трчањето. Ние трчаме со мапа и со компас, треба да се снајдеме.